Само 1700 средношколци се запишаа годинава во 6 средни училишта во Тетово. Тоа беше најмалиот број ученици кои некогаш се пријавиле во двата уписни рока. Надлежните велат дека било очекувано, затоа што ова е генерација на деца родени во конфликтната 2001. Наспроти средношколците, годинава имаше најмногу првачиња. Клупите во основните училишта се пополнија. Образовниот процес годинава се одвиваше без пречки. Учебниците стигнаа на време. Огрев имаше за сите. Освен за гимназијалците од македонска настава. Првото полугодие заврши. За нив не се обезбедија нормални услови. Се најдоа, но не се приспособија докрај училниците каде што, како сите останати ученици, и тие би следеле настава. Започнаа со предавање на градскиот плоштад, за да завршат во големата сала во зградата на општина Тетово. Привременото решение кое што е во старото медицинско училиште, можеби сте ги виделе условите во старото медицинско училиште. Првиот објект е веќе реконструиран целосно и дека таму има оптимални услови за следење на настава. Се работи и на провршување на активностите во вториот објект, како што беше и договорено, и двете објекти во најкраток временски интервал ќе бидат дадени на располагање, додека и во сегашниот објект се исполнуваат сите услови за следење на наставата за оние ученици. Ќе зими и покрај тоа што стотина ученици го дигнаа на нозе цел град, вели дека оваа учебна година била динамична и успешна. За прв пат градот може да се пофали со освоени 114 први, втори и трети места. Учениците биле дел од многу локални и државни надпревари. За прв пат отворени за соработка биле 17 меѓународни проекти. Тетово станува лидер во Македонија за програмата Еразмус и Акцес. Од моја гледна точка, од гледна точка на општина Тетово, од менаџментот од училиштава, имавме еден успешен период и тоа може да го покрепиме на неколку точки. Како прво, тетовските ученици се надпреваруваат на локално, регионално, државно ниво и меѓународно ниво. Ова учебна година тетовските ученици покажаа дека квалитетот на образованието во Тетово е на високо ниво. Имаме 114 освоени први, втори, трети места на регионални, државни и на меѓународни надпревари. Овие успеси кои што се постигнати се успеси кои што не се постигнати можеби последните 20 години всекупно во целина од страна на учениците во општина Тетово. Подобрите услови за следење на настава ги подобри и резултатите на учениците. Двајца од Тетово се вброија во неколкумината на државно ниво, кои постигнале најдобри резултати во екстерното тестирање. Одвоените средства од Министерството за образование и дел од буџетот на општина Тетово придонесоа во многу училишта да се заменат со нови клупите и столчињата. Само во текот на минатата година од страна на Министерството за образование и наука во 13 училишта во општина Тетово беа реализирани инвестициони активности кои што имаат севкупна сума од 2,35 милиони евра. Значи 2,5 приближно милиони евра беа инвестирани во страна на Министерството за образование и наука. Од буџетот на општина Тетово во сите основни и средни училишта беа доделени средства кои што се снабдени училиштата со значи материјали за реализирање на наставата, за конкретизациони средства за реализирање на наставата. Во основните училишта се реализира проектот кој што е нова клупа и нова столица за секој ученик. Значи се оди на дигитализација на образовниот процес, се беа реконструирани и санитарните чворови. Новост годинава беше целосната реконструкција на градскиот стадион. Од годината на изградба на стадионот 1981 година, па се до сега не беа реализирани никакви зафати во стадионот, само еднаш биле променети ставени столици во трибините, но и тие столици кои што беа веќе се во една недобра ситуација. Се направи комплетна реконструкција на фудбалскиот терен, кој што е сега според стандарди кои што се за УЕФА стандарди, и минатата недела заврши и осветлувањето на стадионот и поставувањето на рефлекторите во овој стадион. Секторот за јавни дејности е одговорен за образованието, спортот и културата.
Последнава е најнеактивна дејност. Покрај тетовското културно лето, поголемите проекти изостанаа.